Aco Karamanov spadja vo redot na plejadата македонски родолюби, кои своите животи ги положија во виорот на народно-ослободителната војна, борејки се против злогласниот фашистички непријател. Овој талентиран писател живее само 17 години, но неговите хумани пораки запишани во стихотворбите останаа и остануваат да сведочат за творечките и младешки љубопитства, за детската визија за поубавиот свет, за недосонуваното и недоживеано слободарско утро. Загина како борец на 4-та бригада во близина на Берово, кај местноста Плевалец. Беше погоден од непријателски куршум во цутот на својата младост, во денот кога го испеа и последниот стих велејки: "Ние и кога умираме треба да пееме." Токму затоа, да се говори за поетот борец, за поетот идеалист, за таа исклучителна и по многу нешта неповторлива личност во македонската литература, тоа значи уште една голема обврска да се потсетиме на неговиот краток, но бурен живот, исполнет со младешки занес, со длабоки пориви и творечки резултати, инспирирани од тешкиот живот на македонскиот народ и од безпрекорниот хероизам на борците. Овој македонски писател и активен учесник во младинското движење и народно-ослободителната војна е роден во Радовиш во 1927 година. Уште на почетокот на своето школување пројавувал афинитет кон творештвото, а песни почнал да пишува на 9-годишна возраст. Според податоците јасно забележани во неговиот дневник, како и според исказите на неговите врсници и соученици, Ацо Караманов веќе на 12 години почнал да ги чита делата на Пушкин, Петефи, Јакшич и Змај, како и делата на Джек Лондон, кои извршиле големо влијание на неговиот живот и творечки раст. По својата тематско-естетска носивост, песните од овој период се во дослух со разиграниот детски свет и се проткаени со романтичен и идиличен призвук. Прифаќајќи го творечкиот чин како најсветол идеал, како најдлабок израз на вистината, Ацо Караманов во текстот "Што би сакал да станам", мощно и јасно ќе ги изнесе своите сваќања за животот и литературата. Во овој свој манифест, откако ќе ги изнесе размислите за младоста, за неговата лектира и за љубовта кон делата на Блок, Крлежа, Бајрон, Шекспир, Мајаковски, Драинац, Рембо и многу други, ќе рече: "Сакам да станам човек во вистинската смисла на зборот. Сакам да станам писател, да ги изобличувам недостатоците, да ја критикувам неправдата, да бидам учител на народот, да му ја дадам својата љубов широка како што е широка неговата родна земја, длабока како што е длабока неговата радост, неговата среќна, светла судбина." Постои ли нешто поубаво од тоа? Да го отфрлиш бремето на секојдневните грижи и да станеш народен учител, негов заштитник од неправдите.
Aco Караманов живееше во времето кога јазикот и македонската нација беа во стеги. Живееше и твореше кога народот заедно со сите братски и слободолюбиви луѓе се дигна во вооружено востание против фашистичкиот непријател. Како голем ерудит и поет со исклучителна дарба, со јуначко срце и верба во иднината, тој непоколебливо и со пушка и со перо се бореше против злогласниот непријател. Се чини затоа неговите песни, колку и да се младешки, секогаш се исполнети со реалистичка нотка и се облагородени со висок творечки дух. Оттука и вистинската сродност меѓу животот и неговото творештво. Таа сродност, таа идентификација, не само што е иманентна, туку е неодминлива при разгледувањето на поетското дело на Караманов. Значи во естетскиот чин се е во знакот на високите идеали, зашто авторовата порака доаѓа како резултат на животните желби и сваќања, а во тој контекст јасно проблеснува вербата во убавото, во неуништивото. Зашто? Ние сме безбројни и во нас металниот повик на бурата звони. Со бодрост, со младост, со вера, обземени сме ние, деца војнобројни. Со раце надежни и железни гради, во кои виорот на бурата пее, со жарот на нашите срца млади, чекаме борбата да зататни. Ја чекаме неа, го чекаме метежот црвен, кога робот со дигната глава ќе пее и фален и славен. Нашата борба ќе биде моќна, громко таа ќе збори за се што нашите срца кријат, за се што во нас гори. Од нашите раце ќе запее трудот наш. Ќе биде тоа песна низ времиња носена, во најмачни беди задоена, одгалена, во таа пламена, лута борба родена. И кога ќе заблеска бесниот ураган, и куршумите кога ќе загрмат клето, нашата љубов кон оваа земја ќе му ја кажеме на сите во светот. Речено е дека поетите се душа на народот, луѓе кои живеат и умираат за идеалите на татковината. Таков беше и Ацо Караманов, секогаш противник на лажливата сентименталност, негатор на шематизираноста. Тој секогаш тргнуваше од животот, од реалноста, при што својата визија ја гледаше низ призмата на универзалноста на поетската порака. Во неговите јасни слики за времето во кое живееше, ја наоѓаше смислата на човековото постоење и векување. До саканите идеали и стремежи го водеше песната. Меѓутоа, разбирливо е дека на тој тежок пат секогаш наидуваше на мноштво препреки кои понекогаш го водеа до декларативност, но сепак и во тие поетски изливи остварува соодветни резултати. Младиот поет кој мошне децидно во еден свој запис забележа дека младоста не љуби и не сака само да живее, ами таа сака да создава живот и сите своји сечила да ги натопува во неговото богатство и разнообразноста. Своите стремежи таа ги црпи од животот. Младоста и животот, тоа се две сили што заемно се раѓаат. Младоста ја представува душата на денешниот ден. Прифаќајќи ги овие автентични и полетни размисли, можеме со силата на аргументот да кажеме дека и по временска дистанца од 40 години, со своите доблесни пораки и размисли, Ацо Караманов е актуелен, прифатлив и неодминлив во нашиот духовен простор.
Животниот и творечкиот чин кај Ацо Караманов јасно и децидно се проткајуваат. Втренчено загледан во утрешнината, тој низ блесокот на стиховите ја препознава и днината, неповратно се слева во неа. Значи секој негов стих, секоја негова песна е визија на стварноста, омраза на злото и проклетството што го нанесува фашистичкиот окупатор. Оваа наша констатација секако најубедливо ја потврдува песната Кон бурата, во која авторот визионерски ќе ги изговори следните стихови. Да, јас те љубам, тебе, душо на големиот копнеш. Тебе урагану пламен, срце на немирните мечти. Да, јас те љубам. Дојди, сестро, чија душа во утробата на бедните колиби се раѓа и чија насмевка ја примаат сите како голема химна на трудот. Дојди, та ти си ми и мајка и татко. Јас те чекав долго и ти дојде со крилата на великиот орел. Душата ти е збор пламенен, лицето восхит немирен, смел. И ти дојде, јас знам, сега ќе пламнат во бунтот светол илјади срца и вмиг ќе тргнат кон победите милувани од мечот на трудот. Да, јас те љубам. Ти си поубава од пролетта, поубава и од своите моćни румени зраци. Како што забележува неговиот истражувач и толкувач Радивој Пешиć, содржината на поетското дело на Ацо Караманов е создадена од оние елементи што укажуваат на неговата коректна поврзаност со животот, сакајќи да биде верен одраз на стварноста. И од името на длабокиот човечки идеал, од кој бил раководен во сите манифестации на својот дух, настојува на својата песна да ја даде тон на повик и порака за да го пронајде вистинското место во напнатоста, во решавачкиот момент на тешкото време во кое живеел. Младешки вознесен во делото на Никола Јонков Вапцаров, со особено творечко чувство, дури и со доза на одважност, Ацо Караманов ја програмира и ја дефинира својата животна патека пеејќи. Јас сакам да станам поет динамит, со јарост во градите, со пролет во мечтите, слободен и силен и за борби жеден, бурен, бестрашен, со глас бојна труба. Јас сакам да станам поет на трудот на песната груба. Затоа те љубам само тебе, о бурна борбо, о вриежу силен. Во твоите пазови нека ме погребат мене, синот и поетот, огнолик на трудот. И на барикади моćни кога ќе станам среде дожд куршуми, сред јаросен дим под јаркото сонце, ќе пеам среќен. Оваа мощна силно творечки изразена порака, и како програма, и како повика, и како исповед, ќе биде всушност порака испратена и до другите поети, до сите слободолюбиви луѓе, до сите непокорни и непоколебливи борци. Од тука и впечатокот дека со овие стихови Ацо Караманов ја одреди својата јасно зацртана патека, на која ќе остане верен се до трагичната смрт. Во поезијата на Караманов главно се присутни три елементи, кои по својата стожерност се доминантни и неодминливи. Социјалниот, револуционерниот и интимниот елемент, тоа се главно основните пунктови. Но тоа не значи дека меѓу нив постои резка граница, зашто тие по многу својства мощно впечатливо се надополнуваат и проткајуваат, се надоврзуваат и остваруваат кохерентна поетска целост. Ацо Караманов не е само регистратор на општествените неправди што го притискаат и измачуваат работниот човек. И својата сатира, а таа доста е присутна во неговите песни, не ја упатува сувопарно кон експлоататорскиот слој само да одбележи и да регистрира одредена појава, туку напротив, се стреми кон вешто нијансирање на поетската порака. Тој со призвук на иронија пее.
Вие што имате 32 заба и фустан со боја на рѓосано злато, вие чии што гради се премногу тесни да го пропуштат сонцето, вие чии што глас звони како 3 хавајски мандолини, чии што глас е сладок како моца сорта, слушнете ги моите зборови потопли од козјо млеко. Јас сум виновен што улиците на мојата душа се ширум отворени за оние што сакаат повеќе леп, повеќе сонце и небо. Живееше само 17 години. Живееше во време на страдање и ужаси. Премалку живееше и уште помалку се радуваше на младоста и детството. Потврдувајќи ја констатацијата дека во името и делото на Караманов, македонската литература има автентична личност и појава, која ги очекува идните истражувачи и толкувачи, можеме уште еднаш да кажеме дека овој поет за релативно кусо време напиша песни кои зрачат со својата искрена порака. Неговиот младешки занес речиси во секој стих е проткаен со оптимизам, со верба во поубавата иднина. А таа иднина, тоа слободно утро, Караманов не ги дочека. За неговите размисли и предчувства сведочат записите од неговиот дневник. Имено по повод 17-тиот роден ден, на 31. јануари 1944 година, тој ќе ги забележи следните зборови за себе. Ацо Караманов, поет. Тој е дете со големи сини очи, босо, со растурена коса. И јас знам, тоа дете ќе остане секогаш дете. Во него трепери силната миризба на далечините. Во неговите очи ги одгледуваат своите лица пенливите ветрови на румените ноќи. Тој сака да зборува за дрвјата, да пее и да подрипнува со ветрот, да плаче со липањето на шумот на есенските води, да игра со снегот, да се валка со него. Тој сака се. Тој секогаш сака да биде сам. Сам да шета, со себе да разговара, да гестикулира, да вика на некого во себе и да докажува нешто за себе. Поезијата на Ацо Караманов е реален одраз на неговиот живот. Тие се проткајуваат и целосно се идентификуваат. Неговите поетски пораки представуваат автентична слика на едно бурно време и на еден младешки занес. Значи, тој напиша песни кои зрачат со својата искреност, кои представуваат символ на човечките идеали. Критиката јасно ќе рече дека со својата искрена, човечка, чувствителна, идејно ориентирана, уметничка искажана, длабоко доживеана историски осмислена поезија, Ацо Караманов ќе застане во редицата на оние поети што ја сочинуваат плејадата на социјалната и родолюбивата поезија. Тоа уште еднаш упатува на податокот дека овој поет во литературата ќе остане како една постојана, богата, секогаш актуелна и неодминлива присутност.